од СДСМ и ДУИ. Затоа, од тие причини треба да поразговараме и за најновата ситуација за студентскиот стандард. Знаете, колеги од власта, може би вие не сте биле во такви ситуации. Се наоѓаме како ситуацијата е иста како во раните 90-ти години. Помладите не ја памтат трагедијата наречена транзиција. Јас лично многу убаво се сеќавам и ги паметам тие рани 90-ти години. Затворени фирми, луѓе без работа, ниски плати, големи даноци, урнисано здравство, редици на бензинските, празни рафтови. Се врати СДСМ на власт, се вратија и катастрофалните и поразителни политики кои што беа спроведувани за време на транзицијата кога СДСМ беше на власт. Наместо власта, во овие тешки услови за живење, кога инфлацијата е меѓу највисоките во Европа, кога цените на горивата се ултра високи и кога граѓаните и компаниите едва и врзуваат крај со крај, навистина и искрено да им помогнеме на граѓаните и на студентите, воедно и на стопанството, вие без око да ви трепне, одбивате да ги слушнете нивните потреби, нивните барања, проблемите на граѓаните, на студентите, на стопанството и така натаму. Се поставува прашање, а дали може поинаку? Да, може, но за тоа треба знаење, честност, посветеност и стратегија, државничка свест и емпатија кон сопствениот народ. Народот треба да престане да ги плаќа колешка и лазареска грешките што ги правите вие. Да послуша кога им се кажуваше, да послушавте кога ви се кажуваше сега ситуацијата че беше сосема поинакво по цела држава, но вие избравте да го работите тоа што најмногу го знаете, а тоа е да крадите. На крајот, пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата упатуваме силна порака до власта и до вас, колегите од мнозинството, дека нема да отстапиме од заложбите и борбата за подобар живот на сите граѓани, вклучувајќи ги и студентите, и дека ќе продолжиме да предлагаме законски решенија кои ќе значат олеснување на граѓаните во секојдневната борба со проблемите. Порака и до студентите, не се откажувајте. Ова нека ви биде мотив и причина плюс да се обедините. Тргнете ги политичките сваќања на настрана, обединете се и само така силни, цврсти, обединети ќе истраите во вашата борба, а ние како пратеници од опозицијата ќе помогнеме во секој случај. Ние нема да заприме со борбата и ќе ги искористиме сите механизми ова законско решение кое што го предлагаме да успее, односно од 120 денари да добивате 160 денари во текот на цела академска година. Благодарам. Ви благодараме на вас, колега. Следен приемен за збор е пратеникот Тони Јаревски.